И слушатели на ЕСИ Радио и гледачи на нашиот YouTube канал. Добре дојавте во емисијата Шах со Љубиша Андоновски, во која ќе го фатиме првенството, финалниот, полуфиналниот турнир и квалификациите за првата лига, кој се одржа во Струга и Охрид одделно. Прво ќе го фатиме турнирот за слепи и визуелно хендикепирани лица, кој се одигра во Струга во хотел Београд. На првиот дел од турнирот беа полуфиналињата, во кое најдобрите од овие надпреварувачи, кои беа 23, се обидоа да влезат во последниот дел од надпреварувањето. Во многу интересни надпреварувања со многу намудрувања и тешки мечеви. Следуваат интервјуа со надпреварувачите во полуфиналето. Јас сум Благој Мишовски, председател на Спортската федерација на слепите на Република Македонија. По моментов се наоѓаме во Струга, во хотел Београд, каде го организиравме полуфиналниот меч за слепи шахисти. Од тие учествуваат 23 шахисти, од тие треба да се пласираат 8 за финалета, додека 20 финалисти и се пласирани од прошлото првенство. Значи има веќе од претходното првенство влезени. Да, има двајца, тоа се Селковски Жарко и Костадиновски Зоран. Не знам дали го кажам тој Зејно Бајрами. Он влезен ли? Не е влезен, тој е влезен, меѓутоа тоа ќе скинеш ако не треба. Па навистина многу има шахисти кои претендираат за пласман за тие 8 души. Сега јас секогаш викам нека победи подобрио. Предежно овие шаховски турнири се организираат и за дружење за релаксација на слепите лица. Така да Има ли изненадување годинава некој? Изненадување, да, имаше, меѓутоа има изненадување. Посебно можам да изненадувањето од Гевјелија на Лазе Трајков, неверојатно изненаден во сите погледи во шахот. Моментално сега се игра 8-то коло и ќе преостануваат уште едно коло, значи се игра во 9 кола по швајцарски систем. Утре е последното коло, па утре ќе се знае кои се тие 8 претенденти. Исто така, утре попладне доаѓаат женските шахистки, кои ќе се такмичат во полуфинале прво, ќе бидат некаде околу 10 жени. Две веќе имаме од ланското првенство директно пласирани во финале. Од овие 10 шахистки треба да се пласираат 4 за во финале, така да... Значи женско првенство имаме сега? Да, и женско првенство за целиот турнир ќе се одвива во хотел Београд Струга и ќе трае до 2 јули. Ќе заврши на 2 јули. Океј, ја гледам ве повикуваат ќе се игра. Посакувам успешен завршеток на турнир и честитки за добрата организација. Ви благодарам многу. Така. Фала многу. Поздрав до сите слушатели на Радио ЕСИ. Благодарам. Здраво, јас сум помошник судија на турнирот кој се одржува во Струга, во хотел Београд, во супер хотел Београд, кај што има добри услови за шахистите, кај што се игра полуфиналето за слепи и слабовидни за 2021 година. Турнирот трае више 3 кола и партиите се пред крај. Уште до последната партија не се знае кој се пласирал за финалето. За финалето се пласираат 8 учесници и со доаѓањето на 20 учесници од лани, кои беа директни финалисти, тоа се Жарко Селковски и Костадиновски Зоран, од утре ќе почне финалето, како во машка, така и во женска конкуренција. Партиите се одиграа во добар амбиент, во борбен дух и посакувам среќа на победниците. Многу тесно беше. Да, и уште е тесно до последната партија која се игра во моментов, не се знае кој ќе се пласира
меѓу четворица, пет шахисти има разлика по Бухалцот. Ви Има пратите долго изненадување, време? имаше изненадувања доста, например Трајковски Лазе, кој досега не се пласирал на полуфиналнијата, сега чека шанса меѓу првите 8. Исто и Доко Ахмед, кој играше многу добро на турнирот и ќе се пласира во финалето. Супер, да почекаме резултатите па да видиме сега. Ви благодарам. Да, ви благодарам. Добро, Зоран Костадиновски, секретар на Националната спортска федерација на слепите на Северна Македонија. Чест и задоволство повторно да разговарам на радио и да дадам интервју за квалификациите за шах полуфинални мажи. Од квалификациите првите 7 пласирани идат директно во финале. Првите двајца, јас и господин Жарко Селковски, директно пласирани и исто така Зено Берами. Сега од овие што игра шака, дека очекуваме 7 што ќе се пласира директно во финале. Така, финалето ќе се одржи тука исто, не? Да. Од 28 понеделник до 2 ќе се игра државното првенство финале мажи шах. Како сте задоволни од организацијата сега за сега? Есте на висина на задачата? Па сега мора да ја пофалам услугата во хотел Белград, луѓето се прекрасни, не одговаруваат се што сакаме, се ние до рака. Мислам, се имаме услови прекрасни одека, топло време и битно е ја ги пратам партии, многу интересни партии, не се знае до крај, до самиот крај кој ќе влезе во финале. Да, и табелата сега што ја кажа е тене Да, тесно. Многу тесно. Тесно, да. Многу мали нијанси ќе одлучуваат или некои партии ќе одлучуваат за пласманот во финалето. Какви се вашите очекувања прво за тебе, за вас лично и општо онака од прилика? Па добро, финале ко финале, пласиран, се надам на еден добар резултат, се надам да го повторам барем минатиот резултат од минатата година, трето место. Тоа беше Зоран Костадиновски, секретар на Спортска федерација. Благодарам, Зоран. Благодарам и на вас. Турнирот беше многу интересен, но заврши без многу изненадувања. Така, финалето на првенство на Македонија за слепи и визуелно хендикепирани лица 2021 година заврши со следните резултати. Првото место го освои на турнирот Жарко Селковски и стана старонов шампион за шах кај слепи и визуелно хендикепирани лица во Република Северна Македонија. Второто место го зема Зоран Костадиновски, Миле Чапанов го зема третото место. Потоа следат Лазар Калчовски, Филип Арсов, Блаже Атанасовски, Санде Атанасов, Димов Трајче, Ахмед Андоко и Лиман Лимани. Тоа беше многу интересен турнир, а сега се префрлуваме на квалификациите кои се одржаа во хотел Метропол во Охрид. Поточно беше втората лига на шах во нашата земја, каде што и нашиот тим, 4 ноември, нашите представници, нашиот тим 4 ноември се обиде да влезе во првата лига после подолго време и да се надпреварила на високиот ранг на шах во земјава. Следат интервјуа со нашите надпреварувачи и со организаторите на турнирот, пошто ќе ги прегледаме резултатите на турнирот и табелата, финалната табела. Здраво, јас сум Трајче Димов. Играм шах за слепи и слабовиди за клубот на Битола. Па што да кажам, еве денеска прво коло, од моја страна слабо. Не знам сега. Па видите, две групи, по 5 екипи. Првите две идат напред, па после крстат меѓу себе. Така да тие две од едната група и од другата крстат и влеват првите две во првата лига. Првата лига. Тоа е супер. Иако мано како што гледаме овде дека се меѓу фаворитите, а вие како така може да извадите и добар резултат со нив поволен. Сега уште чекаме резултати. Па какви се вашите очекувања за првенство? Па да речеме дека реално Куманово е фаворит, еден од, па да речем најдобри моментално по мое мислење тука. Али ние се надаме дека во групата ќе завршиме втори, со тоа што ќе продолжиме натака. За плей-оф. Да. Супер. Ја ви сакувам многу среќа и ќе следиме резултатите со СИ радио. Фала, исто и на вас. Јас сум Санде Атанасов, играм за 4 ноември, четврта табла. Играм со кандидат мајстор по моје мислење, може би и повеќе, со 1955 рейтинг. А какви се твоите очекувања сега за турнирот? Не знам што да кажам, моја да се трудам, да пружам максимум.
А пожелувам и сите наши играчи, оти тој е кандидат за репрезентација. Па рачунаме, Недев ако е задоволен од нашата игра, да ќе не земе во обзир. Супер. Фала ти, Санде, па ти сакувам многу успех на тоа. Фала и на тебе, живи и здрави за Емгедици. Да, Зоран Костадиновски, играч на 4 ноември, клубот. Играме втора лига. Сега прва утакмица изгубивме, на жал. Се надеваме на подобар резултат. Сега играме со Таута. Се надевам дека наредните партии ќе победиме. Стадиновски, вчера вие бевте единствен со победа кој издвои против фаворитот Куманово. За малку, заради што беше причината за тесниот пораз вчера, според тебе? Тесниот пораз преден главно е што игравме без една табла, на пета табла немавме играч. Партијата моја беше добра, Дамен Гамбит, играв добро, прецизно и така да... Како што против партијата ви беше понудето реми, го одбивте и после сепак го победите противник. Не, да, ја понудив ремен, противникот го одби ременото и последното продолжи се на добра игра и прецизна. Денеска да сте засилени, кој го замени господин Блажеј? Денеска е Ахмед Доко, играч од Охрид, од Здруженијето на Слепи Охрид. Добар играч, се надеваме дека ќе даде добри партии, ќе донесе доста поени. Се надеваме дека ќе биде доста на замен. Да. Зоран Костадиновски, поздрав од Хотел Мекрото, до сите слушатели на ЕСИ Радио. Благодарам за. Фала исто и на вас. Поздрав за сите слушатели. Селектор Неде, добар ден. Се наоѓаме во Метропол, поштовани слушатели, во Охрид. Имаме првенство каде што нашите представници се борат да влезат во првата лига. Како иде првенство, селекторе? Ако станува збор за втора лига, екипно првенство на Македонија, во кое што првите две екипи добиваат пласман за настап во прва лига. Секако дека со последниве активности на Шахска федерација на Македонија, особено со промените кои што се извршија во управниот одбор и председателството, се појави надеж во клубовите и годинава имаме една поголема бројка на клубови пријавени. Тоа е 10 клубови во втора лига, кои што во две групи од по 5 екипи ќе се борат за пласман за во прва лига. Значи две екипи од овие 10 ќе обезбедат пласман, додека и имаме и втора лига во женска конкуренција, каде што исто така две екипи ќе заземат свое место во првата лига, каде што се игра на 8 екипи, две екипи отпаѓаат, а две од втора лига влеваат. Позитивно е тоа што во последниве години се направија напори од голем број на градови, секако со голема поддршка и помош на ентузијасти, шахисти, луѓе кои што порано биле во шахот и шаховските кругови, да сега се вратат и го искористат моментот да се создаде што поголема конкуренција, а пак од друга страна самата конкуренција на нас, тренерите, селекторите и клубовите ни даде една можност да размислуваме за едно повисока квалитет на дигањето на шахот на Македонија. Има жустра конкуренција, што примете стварно се борат да влезат. Не знам како е со спонзори, еве има интерес, се пројавува интерес сега. Лани колку екипи на пример имаше во? Па види, за поздравување секако дека се прифати праксата да Шаховска федерација на Македонија ги обезбедува 50% од средствата кои што клубовите би требало да ги имаат за овој настап, што ако немаме таа субвенција, да наречам 50%, не верувам дека голем број од клубовите би можеле тоа да си го дозволат. Еве јас, например, како представник на Шаховскиот клуб од Неготино исто така, ние учествуваме со машка и женска екипа. Значи, оние средства кои што општините ги доделуваат се толку мизерни да едноставно не може да се покријат белешките за струја, нити пак котизација до Шаховската федерација, не пак да донесеме една екипа од 10 учесници, да ги сместиме во хотел и да одиграат еден овака интересен и квалитетен турнир. Така да, сигурно дека овој потек на федерацијата За поздравување. се поздравување. За поздравување. Значи 50% покрива тоа. Така, во делот на мислам дека овој потек како мерка која што федерацијата ја донесе, мислам дека треба да се преслика и во едни други категории, тоа се оние младинските категории, каде што во наредниот период би требало да се организираат младински лиги во сите категории. Мислам дека и да се преслика истава мерка и во таа конкуренција би, мислам дека ќе провоцира што поголем број на екипи, што поголем број на деца, а со самото тоа реков и пред малку, самата бројка покажува квалитет, самата бројка ќе покаже за тек на времето една маса на млади шахисти, од кои што би ние тренерите покасно би можеле да сработиме некаков повисок квалитет на шахисти.
Така, говорят малко за турнира, значи сега они ги окръстуват. Так, Првиот првите со вториот? А и Б група по 5 екипи. Значи првата и втората екипа од А групата играат со првата и втората екипа од Б групата. Резултатите на оние што меѓу себе играле во првата група се останати. Значи, ако 1 и 2 од прва група играат единица со двојка од втора и обратно, двојка со единица од прва. Се пренесуват. Се пренесуваат бодовите со тоа што ќе се одиграат уште две дополнителни кола, значи да изиграат првиот со вториот и првиот со првиот од првата и втората група. Тоа би значило дека со дополнителните две партии се добиваат првите две екипи кои што ќе го заземат Ќе бидат учесници сега во август, за мислам. наредната лига. За наредната година. Обезбедуваат пласман за прволичен, фактички ќе бидат прволигаши 2022 година. Добро, супер лето, значи секоја недела има нешто. Јас лично како новинар ги следам, Да, имавме емисија шак со Шаховско лето, емисија, Боже да баш се шаховско знаеш, лето. Во претходната емисија го покривме, првенството беше во Црн Дрим, младинско првенство и вие бевте таму. Так. И сега ве очекува исто и шампионатот на Европа. 24. Прво имаме отворено првенство на Македонија сега во наредниот период од 24 јуни. Таму во меѓународно мислам. Дрим. Сега прво иде поединечното првенство отворено на Македонија, каде што од прилика би добиле државен првак, најдобриот шахист во Македонија. Порано тоа се работеше по Бергеров систем, кој што да кажеме успат дека тој систем е еден од најправилните и најдобрите, но секако заради веројатно финансиските средства со кои што кубури федерацијата во моментот да речем, се одлучија на отворено првенство, секако дека и тоа е, нели, можна варијанта. Од тоа отворено првенство поединечен првак на Македонија. Се игра од 24-ти. Ова сте исто, да го искористиме моментот да и поканиме сите шахисти во Македонија и љубители на шахот да од 24-ти дојдат во Дрим и го одиграме отвореното првенство на Македонија. После тоа имаме европските купови на женска конкуренција и во машка конкуренција. Тука женската екипен клубски клуб ќе се игра во Хотел Дрим, додека машкиот европски клубски клуб ќе се игра во Хотел Изгрев. Поранешен Хотел Изгрев, сега мислам дека називот му е Леки. Да, тоа е. И имаме тука уште меѓу во август месец и прва лига. И таму мислам. Така да, летово ќе имаме доста настапи во Охридско-Струшкиот регион, да речем, на ривиерата. Сигурно дека овој регион си го зафати пиедесталот на шаховската мапа, секако со одличните хотели и да не забораваме соработката со тие менаџерите, да речеме, на тие хотели, како што е сега Метропол. Има ли олеснување, да речеме? Не зборам финансиски општо, значи Види, за услови, за све. Да. Сега кај нас во Македонија имаме тоа една позитивна работа во барем за шахот, дека просторно гледано, простори, сали има во долен број. Со сега мала поволност е тоа што свадбите уште не беа дозволени, да речем, па затоа шаховски турнири беа послободно да се организираат. Така. Само уште едно прашање за европското, ако може да појасниме на слушателите, имаме ли представници ние? За европското клубско збориме. За клубското. Че има представници од Македонија, мислам дека два клуба се сигурни, Гамбито Секосе и околица. Овие два екипи мислам дека ќе пријават своји состави во машка и во женска конкуренција. Сега дали ќе има трета екипа, тоа не сум во моментот информиран, не сум сигурен, но имаме право како домаќин да пријавиме уште неколку екипи. Така да тоа ќе биде еден добар момент да македонскиот шах се покаже, мислам дека околица сигурно ќе биде еден од фаворитите на турнирот. И се надевам дека мислам дека ќе имаме одлична шанса да покажеме дека шахот во Македонија си го заслужува местото во врвот на светската ранглиста. И уште до крај година ни останува и европското репрезентативен настап во Словенија, кој што доаѓа при крај година, некаде во октомври. Претходно би требало во тие период да се направи еден мини камп, каде што повеќе би се искористил за така малку, ние го викаме тоа климатизација, но повеќе во шаховска смисла е малку да се играчите меѓу себе да продискутираат, да разменат мислење, да така еден не многу активен во шаховска смисла, но пак затоа добар меѓу себе да играчите да стекнат така еден екипен дух, би рекол, за пред самиот настап, за да се што има како негативни прашања, некакви нејасни, да се одговорат, да се спремиме за и на некој начин да поставиме на стратегија кој на која табла ќе игра распоред на фигури така. Супер, благодарам селектора, ќе останеме ко радио со вас. Цело лето. Благодарам и вас. Успех очекуваме на европското сигурно нашите 2 недели. Одлично, благодарам и вас.
Разговарам со Агим Шешил, подпредседател на ШФМ. Овде сме во хотел Метропол во Охрид. Имаме интересна квалификација за прва лига. Подпредседател, добар ден. Добар ден. Прво ви се заблагодарувам на вас како Радио Еси, значи на што не следите во секој чекор. Еве денеска сме тука, значи сакошно од вчера 3 до 6 се игра втора лига, екипно првенство за мажи и жени. Тоест прва лига, значи се 10 екипи во мажка конкуренција, односно во женската конкуренција се 4 екипи, кај што се игра во две групи во мажката конкуренција, по 5 екипи, од тие 5 екипи фактички 2 се пласира во финалето. Финалето се игра на 6 двете кола. И исто така и во обе групата има 5, што значи дека од тие 4 екипи што ќе бидат во финалната фаза, значи двете влегуваат во прва лига шампионат на Македонија 2022 година. Тоест, освен тоа, значи и женската конкуренција 4 екипи, значи успеавме да направиме втора лига и во женска конкуренција екипно, од што значи тие подобрите двете екипи ќе се приклучуваат на првата лига, значи тоест на 6 екипи, со нив ќе бидат 8 екипи, значи во женската лига прва во на Шавската федерација, значи. И они имат бергер систем во 3 кола, значи секој со секого и двете најдобрите значи се пласира во женската конкуренција. Да. Се гледа дека годинава има поголем интерес малку од претходните години. Дали може би тоа се должи на реструктурацијата на раководството на Шаховската федерација, а тоа што имаме навистина раздвижување последниот месец-два? Видите вака, значи за да сме продуктивни, значи конфедерација да создаваме една позитивна атмосфера, клима што се вика. Значи треба да работиме, значи не треба да ако денеска е Агим Шешил подпредседател или Гакидова како председател, значи треба да биде поразличите. Значи секој што ќе дојде во федерацијава, значи треба да работи за таа. Федерацијата е на сите. Значи федерацијата ќе треба сите да работиме заедно за да направиме нешта повише. Така да ја мислам дека ова година и наредната година ќе биде уште подобро, уште по со тоа што еве сега освен тоа значи имаме поединечното првенство, веќе има распис што ќе се одигра поединечното во Струга, освен тоа значи имаме првата лига екипно првенство. Екипното првенство значи се игра првата лига во Дрим, исто така во Струга. Првата лига во женска конкуренција ќе се игра исто така тука во Метропол. Од свето ова, значи имаме еден што се вика шлак на торта на крај со европското првенство клубското што ќе биде во Изгрев и Дрим. Значи Стигнувате ли стварно богат препон календар? Види препон календар е заради и ковид ситуацијава што беше, значи, али треба да постигнеме, значи со позитивен елан, со работа, со се, значи, се биднува се. Значи, треба да работиме, затоа сме на ова место. Малце и ние се оптеретуваме најнормално, но кога размислуваме дека сме ние избрани на сите тие шехисти, значи сме земали некоја одговорност, значи треба да бидеме агилни заради тоа што треба да донесеме позитивни резултати за федерација, за шехисти, за секој граѓанин и за секој што не следува, значи што прегледува и што сака шах и така натаму. Значи ние треба да работиме. Затоа сме тука и мислам дека ќе излеземе до крај и со тоа. Ви посакувам успешен крај на првенството и нормално и на финалето и плейофот за првата лига, па се гледаме здравје на отвореното првенство и во првата лига во август. Фала ви многу и од вас и од Радио Еси. Во првото коло нашиот тим сретна со Фишер Куманово, каде што за еден поен бевме послаби, со еден надпреварувач помалку. Во второто коло, 4 ноември, ја победи Теута од Липково со 5,5 према 0,5. Во третото коло, за жал, изгубивме од Шкендија од Тетово со 4-2. Четвртото коло го победивме тимот на Струга со 4-2, но сепак не беше тоа доволно за да се пласираме во првата лига. Петото коло бевме слободни. За крајната табела, за малку не стигнеме до позиција да успееме да влеземе во првата лига. Финалната табела изгледаше вака. На прво место Фишер Куманово заврши. На второ место Шкендија од Тетово,
На трето место беа 4 ноември нашите шахисти, четврто беше Струга и последното место беа Теуто од Липков. Тоа беше, драги слушатели, репортажата од Струга и Охрид поединечно за надпреварувањето на нашите шахисти. Имавме интересни два шаковски викенда во кои се покажа навистина квалитетот и можностите на нашите шахисти кои се надпреваруваат на нависоките рангови во држава, па и пошироко следи бурно спортско лето, многу шаковски активности, но и други активности од другите спортови кои со задоволство кое си радио ќе ги пренесуваме на нашиот радио канал и на нашиот YouTube канал. Ви благодарам што сте со нас, останете со ЕСИ радио. Ви благодарам за големата слушаност и следете и нашата Facebook страница и Instagram страница за сите новости околу активностите на Националниот сојуз на слепи и активностите воопшто на Спортската федерација на слепи. Бидете со ЕСИ радио, ве поздравувам.